И добре дојдовте, драги мои близнаци, во Астротарот, Нуналум Тарот. За вас, драги мои близнаци, со знак и подзнак, што отпуштате и што допуштате овој викенд и цела наредна недела до наредниот викенд, каде што и ќе треба да се промени некоја енергија во вашата енергетска вредност, во вашата структура на настан, случка или пак на сето она што треба да го отпуштите и што треба да го допуштите како влез на нова енергија во вашиот сегментен живот. Ајде да видиме и што ќе кажат овие Ленорман карти, што отпуштате, а што допуштате, драги мои близнаци. Ајде да видиме. Што отпуштаат близнаците и што допуштаат близнаците. Да видиме. Така, вие, драги близнаци, отпуштате една конекција со персона, дали е машка или женска, овдека е машка, но не е битно. Земете во ваш род, како вам ви одговара, енергија која што ќе биде во вашата структурална енергетска вредност, да знаете и спознаете дека ви отпуштате една конекција која што дали било работна или било во енергија на ваша раскрсница во вашиот живот, но оваа случка се завршува во една добра енергетска форма. Вие сте очекувале оваа понуда, дали било во љубовна или пак во работна, не е битно, на една раскрсница сте, каде што и сте требале да донесете битна и важна одлука, но завршува во една добра енергетска фаза, каде што имате среќа во целото случување во вашата енергија. Драги мои близнаци, вие отпуштате една конекција, случка со персона која што сте биле на раскрсница, да не можете да одлучите дали било во енергија оваа персона да ве стави во положба, да не сте можеле да се одлучите, или пак оваа персона не можела да се одлучи, но сето ова во енергија на среќа, стрекна околност, завршува добро и вие сега го отпуштате. Наредно што доаѓа во вашата енергија е да отклучите ново поглавје во вашиот живот, енергетски живот, каде што и се борите за понатамошна структура во вашата енергија. Вие сакате да изградите стабилна енергетска вредност во вашата енергија, енергија на нешто што треба да биде стабилно, да изградите ваша енергетска животна енергија, каде што и персона која што е ваш пријател, која што е од огромно значење за вас, ве носи во една нова енергетска фаза, а тоа е градината на убавата енергетска вредност, ви отвара врата во едно ново поглавје во вашиот живот, каде што и градите многу стабилно, многу енергизирано во вашата енергетско битие, животна енергетска вредност, каде што и отклучувате тајни, доаѓате до момент да отклучите нешто во вашиот животен енергетски дел, каде што и ќе бидете исполнети, ќе добиете можност за добра енергетска вредност, значи љубовна енергетска вредност, да спознаете и дознаете колку сте љубени, колку можете да го изградите вашиот живот во емотивност, доколку сте ја изгубиле емотивноста, сте биле во енергија на работна енергетска вредност, да знаете и спознаете дека сте љубени од персона која што е ваш пријател, долгогодишен пријател. Ова може да биде и ваша енергија, љубовен партнер кој што го осеќате за ваш пријател, каде што и оваа персона ви отвара вратата на едно ново утре, енергија да вие
го држите клjučот на вашиот живот. За сето она што сте се бореле во вашата енергија, е во енергетска фаза да се изборите, да впловите во едни води каде што и ќе бидете во енергија да изградите нова можност во емотивност, во вашата структурална животна енергија. За некој од вас ќе значи дека овој ваш партнер или пак ваш пријател ќе ви понуди можност да крие тајна која што ќе биде во енергија да отпатувате негдека во далечна енергија, каде што и ќе биде на дистанца, каде што ќе изградите нова животна енергија и ќе бидете згрижени во енергетска фаза, да бидете во ваша емотивност, да доживеете емотивна енергија и можеби за некој од вас ова е ваша долгогодишна желба каде што и ја отклучувате и да бидете во спокојна енергија. Ајде да видиме и Тирлиф Тарот картите што ви порачуваат. Енергија, да. Треба да имате остроумност и досетливост, особено во бизнисот, енергија каде што и се поврзувате со овие персони, значи ова ќе биде бизнис план каде што и ќе треба да изградите нешто ново, да отклучите некоја тајна, може да биде на дистанца, драги мои близнаци, да знаете и да знаете и да добиете дека оваа персона кој што е ваш пријател има спиритуална љубов. Енергија, да знаете и сознаете дека оваа персона кој што е ваш пријател, кој што ви носи љубовна енергија, емоционалност, универзумот го испраќа за да ви подари една огромна спиритуална љубов. Драги мои близнаци, да знаете и сознаете дека сте згрижени од спиритуалниот свет, енергија каде што и имате телотворна енергија до вас. Енергија на ќе имате привремен проблем, доколку се решите, енергија каде што и ќе треба да отклучите ваша енергетска вредност, а тој проблем ќе биде привремен карактер. Јаде да видиме уште една карта за вас, драги мои близнаци. Да не бидете во депресија и во анксиозност, грижа дека некој е против вас, да не се ставате во таква енергетска фаза, никој не е против вас и никој нема да биде против вас. Тоа што ви доаѓа треба да биде само како една фаза на привремен проблем кој што ќе се реши за брзо време. Драги мои близнаци, јајде да видиме што ви носат како совет овие оракл карти за вас. Драги мои близнаци, имате огромна поддршка од спиритуалниот свет во телотворна енергија преку ваш долгогодишен пријател кој што е стварно лојален и верен. Енергија да се отпуштите и да влезете во нешто непознато, каде што и ќе треба да изградите некоја енергетска фаза, каде што ви вели универзумот, опушти се, немој да бидеш анксиозен и депресивен, доколку дојдеш во таа фаза која што влегува во твојата енергија, тоа што допушташ да влезе, треба да биде во непозната енергија и да ја приграбиш оваа енергетска вредност која што буди енергија да добиеш понуда која што ќе биде за твоја животна енергетска вредност, да изградиш нешто што ќе биде долговечно и да впловиш во нешто непознато каде што ќе имаш и добри резултати. Драги мои близнаци, се гледаме во наредна порака и нареден викенд. Поздрав! Драги мои ракови, добре дојдовте на Астротарот во Уналум Тарот. За вас, драги мои ракови, со знак и подзнак, што
отпуштате и што допуштате во вашата енергија овој викенд и наредна недела, се до наредниот викенд. Па ајде да видиме, драги мои ракови, за вас што ќе отпуштите и што ќе допуштите овој викенд и наредна недела, што ви влегува во ваша енергија, а што треба да излезе од вашата енергија како случка, настан, моментална енергија која што ве преокупира во зададен момент. Ајде да видиме, драги мои ракови, за вас што ќе дадат овие Ленорман карти, да видиме што отпуштате, а што ќе допуштите како влез енергија во вашата енергетска вредност. Да видиме, драги мои ракови. Драги мои ракови, вие овој викенд и наредна недела отпуштате ваша манифестација која што сте ја добиле по повод ваша енергетска вредност. Енергија која што ќе биде во ваша заслуга. Сте добиле порака, позив од некоја персона која што ви е вам блиска, енергија која што вам ви носи моментална енергетска вредност, драги мои ракови. Ова енергија ја затварате како едно поглавје од вашиот енергетски дел, исполнета, одработена енергија која што ќе ја затворите и ќе ја отпуштите во една ваша енергетска вредност. Што ви доаѓа во наредната недела? Енергија да влегува во ваша енергија персона која што е ваша блиска персона, или пак од оваа персона очекувате позив, порака, добри вести за некоја енергетска случка, а тоа ќе биде најверојатно што се работи од енергија да добиете потврда или пак нешто од суд папирно кое што и го очекувате да го добиете во наредниот период. Знаете дека во оваа енергија каде што и очекувате добри вести, стои некоја персона која што била во вашата енергетска вредност, да не можете да добиете порака, позив за ваша стабилност, ваша стабилна работна енергија, а може и да биде во енергија да ова е некоја фамилиарна енергетска вредност каде што е поврзана со органите на правдата. Ова ќе биде официјална порака која што ќе ви стигне до вас, писмо каде што и ова писмо било затајувано од трета персона која што ќе треба да ја ставите во буквален ход, значи да дознаете за оваа персона која што ви стоела на патот за да дојдете до оваа порака, да ве известат енергии каде што и ќе треба да добиете порака, позитивен одговор од дали било од социјален работник, дали било од власта, дали било енергија за ваша стабилност, ваша стабилна енергетска работа. Сето тоа е во енергија сега на облаци, каде што и тука е нешто, вие сте конфузни во оваа енергија, ќе бидете конфузни во оваа енергија, но сето ова ќе се одвие во најможен брз рок и добар ред. Енергија каде што препознавате персона која што ви правела блокади на овој пат, енергија која што е многу опасна, играла игри, енергија која што не сака да ве остави буквално во мирна енергија, да добиете тоа што и заслужувате во вашата енергија, драги мои ракови. Ајде да видиме и за вас, Тилив, што ќе кажат картите. Значи, внимавајте на персона која што ќе биде во ваша енергија, што ве блокирала во претходниот период, но ќе сака повторно да ве блокира, да ви застане на патот, да не добиете добри вести. Ова може да биде ваша пријателка, може да биде ваш пријател, каде што и
ви се представува како пријател, но ќе биде во енергија да ја спознаете и дознаете и да затворите една долгогодишна енергетска вредност која што се борите да добиете оваа стабилност на ваш план, но вие сте конфузни по повод ова, но облаците ќе се расчистат, конфузијата ќе замине кога ќе се затвори и ова поглавје кое што доаѓа према вас во една енергија на што доаѓа према вас. Штрк, енергија вести за раѓање или нова деловна можност. Ете така, значи вие очекувате вести, драги мои ракови, дека ќе добиете можност за деловна соработка, можност, енергија да. Некој се однесува глупаво спрема вас, токму така, ева е енергијата на змијата, значи буквално глупаво, енергија да не може да дојдете до тоа што ви припаѓа на вас, драги мои ракови. Ајде да видиме овие облаци како ќе ги проследиме. Енергија долго патување физичко, ментално. Ќе ве направи помудри на крајот. Енергија каде што и оваа состојба ќе се промени, ќе бидете во една мудра енергетска вредност. Ајде да видиме и за оваа персона. Дали ќе ја затворите. Зголемете ги вашите напори, ако сакате да ги добиете вашите цели. Токму така, значи целта ќе ви биде да ги зголемите вашите напори за да дознаете оваа персона која што константно ве блокира. Вие тоа интуитивно го препознавате, драги мои ракови, и ќе биде во енергија да добиете сето она што и посакувате во деловна можност или пак доколку се работи за вести кои што се од фамилиарен карактер, дека ќе се роди некоја персона за раѓање, новитет во вашата енергетска вредност. Знаете дека оваа порака е блокирана, некој не сака да ви ја подари, никој не сака да ви ја каже и се работи за стабилна енергија на друга персона која што сака да ви подари. Доколку се работи за деловна можност, знаете дека ќе добиете вести за деловна можност, значи за ваша иднина, каде што и ќе биде стабилна енергија, но имате препрека персона на пат, таа ќе ви биде ваша пријател, пријателка која што долго време ве саботира, ви дава лоши енергетски вредности, вие ќе добиете порака, но ќе бидете во конфузна енергија за ваша стабилност во финанси, можности работни, едноставно победа. Драги мои ракови, ќе имате победа каде што и ќе се осеќате во ваква енергија. Советот од овие карти е да превземете акција, да следите бурно настан кој што доаѓа према вас во вашата енергетска вредност. Ќе се здобиете со една победа, ќе извојувате победа врз оваа персона која што се однесува глупаво на некој начин, но ќе ја затворите приказната со оваа персона. Вам ви следува една нова деловна можност, една нова деловна иднина, каде што и ќе ве остабилизира, но конфузијата да не ви биде во прв план, ментално и физички, да се подкренете за да мудрите одлуки ги донесете на крајот во ваша енергија, а тоа е победа врз сето она што ви доаѓа во нареден период. Драги мои ракови, се гледаме во наредна порака во Астротарот, Луналум Тарот и нареден викенд. Поздрав! Добре дојдовте, лавови, на Астротарот, Луналум Тарот. Што отпуштате овој викенд и што допуштате овој викенд и наредна недела во ваша енергија, да видиме за случка настан кои што ќе се одвиваат во текот на овој викенд и наредната недела, драги мои лавови, во знак и познак, па да видиме што отпуштате и што допуштате во вашата енергија, драги мои лавови.
Ајде да видиме што отпуштате како случка настан и што ќе допуштите како влез во ваша енергија која ќе се одвива во наредниот период. Ова ќе биде како најава за вас, драги мои лавови. Драги мои лавови, вие ќе отпуштите една ситуација која што е во ваша фамилиарна вредност, ова се ваши корени, ваша енергетска вредност, овдека се вашата љубов, вашето пожртвување, вашата енергија, но овдека се и вашите комуникации со вашата персона која ви значи, која ви носи љубов, љубовна енергија, но некој или пак оваа персона прикрива нешто од вас, нешто е заклучено во вашата енергетска вредност, во вашата љубовна енергија, во вашата коренетост, во вашата фамилиарна вредност, драги мои лавови. Овдека се енергии на комуникации, но не доволни комуникации. Овие врапчиња се енергија и на озборување и на препредување енергии, каде што нешто е скриено од вас, драги мои лавови, и ево енергија да ве прави конфузни. Затоа, вие во овој викенд и наредна недела ќе отпуштите оваа енергетска вредност, во каква било ставање крај на оваа ситуација и за вас влегува едно малку потешко енергетско енергизирање на настан кој што влегува во вашата енергија, да отстраните персони од вашата блиска околина, од вашата фамилиарна околина, да отстраните, имате главно некоја персона која што е ваша неенергичност, значи ова е персона која што е злобна персона, оваа персона е постара, енергетска вредност за вас, дали било машка или женска, оваа персона ви стои на патот, оваа персона не е ваш пријател, туку е ваш непријател, кој што ви ствара огромни тежини на некој пат кој што ќе треба да се изборите, да отклучите некоја вистина за вашата фамилиарна вкоренета енергетска вредност, за вашата љубов, за вашите емоционалности. Овдека ќе бидат комуникации со оваа персона, но оваа персона ќе отстраните во наредниот период од вашата енергија, да би можеле да прогледате на само светло, енергија крајот на декот, дното на декот е енергија да ви помогне персона која што е силна, јака, која стои до вас. Ова може да ви биде ваш пријател, роднина која што е самосвесна, во енергија на храбра персона која што пред се има јачина, може да е интелектуална енергија, каде што и ќе ви даде можност да доколку се работи за финанси, верувајте ми дека оваа персона ќе ве поддржи на оваа енергетска вредност, да знаете и спознаете дека оваа персона ќе биде до вас, ќе ви помогне, ова е ваш пријател, може би долгогодишен пријател, но оваа персона која што се појавува во надоаѓање на енергии према вас е да дозволите ова да се случи. Оваа персона која што влегува во вашата енергетска вредност е персона женска која што е постара енергичност. За некој од вас ќе значи дека е мајка, сопруга, не е битно, овдека се држат некои тајни во вашата фамилиарна енергија, во вашата најблиска фамилиарна енергија, да ви ствара конфузија, но оваа персона е ваш непријател и ќе мора да го исчистите овој непријател во наредниот период, за да можете да се ослободите и финансиски, и емотивно, и да бидете во енергија да ви помогне персона која што сега во моментот вие се наоѓате во една прекретница, за вас е нешто непознато, во некоја луцидна енергетска вредност, затоа што
Оваа ваша персона која што е во брак со вас е во енергија да комуницира, но ви прикрива нешто што е многу битно во вашата енергија. Драги мои лавови, ајде да видиме за вас што ќе ви кажат овие Тилиф тарот карти, што ви носат овие Тилиф тарот карти. Отпуштате една енергетска вредност каде што ќе треба да примите скапоцен подарок, затоа што вие сте дајмондна енергија. Енергија каде што знаете да си ги засадите вашите финансиски, професионални планови, каде што давате, се вложувате во вашата фамилиарна структурна енергија. Значи, очекувајте со затварање на оваа енергетска вредност да примите скапоцен подарок од персона која што ви таела нешто во вашата енергија. Ајде да видиме оваа персона дали ќе остранете. Спиритуално ќе морате да истражувате да сте заштитени од повреда. Значи, вашиот ангел чувар доаѓа на вашиот сам пат, каде што и ќе отстраните оваа персона која што ви е ваш непријател, која што ви дава тешкоти, ви ствара тешкоти. Ајде да видиме и што друго. Значи, спиритуално истражување или пак заштита од повреда, енергија што е во месечина, промена во вашиот живот доаѓа, драги мои лавови. Очекувајте промена со оваа енергија која што влегува за вас. И ајде да видиме уште ова енергија, да, овдека се осеќате конфузно. Искористете ја вашата интуиција за да направите корисна промена. Токму така, драги мои лавови, ќе морате вашата интуитивност да ја зголемите за да направите огромна промена во вашиот енергетски дел, финансиски и емотивен. Ајде да видиме и што ви советуваат овие карти. Енергија на зајди сонце. Нешто треба да затворите за да би можело да отпочне некоја енергетска вредност која што ќе биде изгресонце за вас. Драги мои лавови, јас се надевам дека ќе превземете смирница, онака како што и картите ви налагаат, да знаете дека сте во добра енергетска фаза, но сето ова ќе го решите во најбрз зададен можен рок за вас да бидете во една добра финансиска и емотивна стабилност. Знаете дека тоа што ќе треба да го затворите ќе дојде на приквечерина, каде што и зајди сонцето ќе биде во ваша енергија. Немојте да се плашите, затоа што после зајди сонце секогаш доаѓа изгресонце за вас, драги мои лавови. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!